Пере Тошев бил тивок, скромен и повлечен во себе. Тој бил човек кој не сакал да зборува за себе, ниту пак другите да зборуваат за него. Поради таквите особини, Пере Тошев не бил толку експониран во историјата, иако тој бил еден од столбовите на македонската револуционерна борба. Сепак, под овој скромен лик се крие трпелив човек со цврста волја и енергија. По убедување бил демократ и упорно се залагал за спроведување на демократските начела во организацијата. Пере Тошев потекнува од едно револуционерно семејство, кое е исто така семејство кое што се борело, така да кажеме, за права и правичност. Тоа е во една ситуација во која се најдува градот Прилеп, каде што е роден, се разбира Пере Тошев, и околината Прилепско, во времето непосредно по големата источна криза и настанува еден кризен период во таа смисла што не функционира доволно органите на власта на Смалитска држава и многу се појавува насилници или оние кои што го тероризирале населението, посебно во прилепските села. И во тоа време, како резултат на желбата да се даде отпор, се појавува и дури се добива форма на вооружен отпор, или тогаш се појавуваат така наречените завери, Прилепската завера, во која што учествуваат и двајцата членови од потесното семејство на Пере Тошев. Едниот е зет од постарата сестра на Пере Тошев, а другиот вујко на Пере Тошев. Едниот од нив е фатен и суден заради учеството во заверата и пратен на заточение на островот Родос, и тоа се случило во 1880 година. Во една таква атмосфера се воспитува Пере Тошев. Пере Тошев секогаш бил со зборовите легнување и станување се за татковината. Тоа му било, значи, како, да не речам, една молитва. Основното образование го завршил во Прилеп. Во 1882-83 година се запишал во Солунската екзархиска гимназија Свети Кирил и Методи, каде во исто време се школувал и Ѓорđe Петров. Образовниот дел од животот на Пере Тошев личи на животите на другите видни дејци на македонската револуционерна организација. Имено секаде забележувам учество во некаков бунт, несагласување со екзархиските директори и задолжително исклучување од Солунската екзархиска гимназија. Тоа е гимназија во која наставата се изведувала на бугарски јазик и уште од својот зародиш оваа гимназија се нашла во центарот на сите револуционерни пулсации кои што се типични за младешкиот дух. Пере Тошев и Ѓорđe Петров со уште десетина ученици во 1884 година били исклучени од гимназијата поради учество во бунт кој бил насочен против политиката на директорот Ѓорги Кандиларов. Поради тоа Пере Тошев и Ѓорđe Петров заминале во Пловдив, административен центар на автономната провинција Источна Румелија. Се разбира, главна причина за тоа исклучување, за тоа ученичко бунтување е всушност грубата екзархиска политика која што пред се спроведува строга дисциплина и навистина сака и настои од сите македонски ученици да направи вистински бугари по еден урнек на бугарските потреби и желби во Македонија и во таа смисла често пати во оваа гимназија се појавувале такви бунтови. Директорот на Пловдивската гимназија, по сугестии од екзархијата и од Солунската гимназија, не дозволил тие да се запишат веднаш. Независно од тоа, Пере Тошев останал во Пловдив, каде следната 1885 година се запишал во 6 клас. Уште кога заминува на школување во Пловдив, тука веќе одма се вклучува во македонските друштва кои што веќе од порано постоа и тој работи на нивно дури така реорганизирање и добивање еден друг карактер од добротворни, туку тие постануваат и револуционерни друштва. И во тоа време во Пловдив, Источна Румелија и во Софија, Кнежевство Бугарија, се одвивале подготовки за обединување на овие две бугарски области во една политичка единица. При тоа за свртување на вниманието од оваа цел, во двете провинции под покровителство на официјалните кругови се појавиле разни комитети кои го поставиле прашањето за ослободување на Македонија. Во таа смисла дури почнале да се испраќаат чети во Македонија. Во оваа еуфорична атмосфера, Пере Тошев се нашол меѓу основачите на Станимачкиот револуционерен комитет. Пере Тошев се носел со идејата со вооружена чета да замине за Македонија.
И токму во тој контекст, Пере Тошев е еден од многуте доброволци кои се пријавиле да заминат за Македонија. Забраната за навлегување на четите во Македонија од двете бугарски области, непосредно пред чинот на обединувањето, ги открило задкулисните намери на бугарските власти со македонските емигранти. Обединувањето на двете бугарски области станало реален факт во септември 1885 година. Како последица на тоа, во ноември 1885 година, Србија ја објавила војна на Бугарија. Понесен од обединувачката еуфорија во Бугарија и непримерната српска агресија, Пере Тошев зел учество во српско-бугарската војна како доброволец во одредот на македонските арамии на капетан Коста Паница. Во текот на краткотрајната војна, Пере Тошев покажал особена храброст во битките кај Сливница и Пирот, поради што бил одликуван со орден за храброст. Во тоа време кај Пере Тошев созреала идејата дека ослободувањето на Македонија не може да дојде преку македонските комитети од Бугарија, туку преку конкретна акција одвнатре, поради што се вратил во Македонија. Околу 1890 година, Пере Тошев од Солун му пишувал на Ѓорче Петров, тогаш учител во Скопје, да се зафатат со формирање организација за ослободување на Македонија. Во 1892-93 година, Пере Тошев работел како учител во родниот Прилеп. Тогаш, за учител во Прилеп, бил назначен предприемчивиот Даме Груев, човекот кој целосно бил опседнат со идејата за формирање револуционерна организација. Темпераментниот Груев брзо се зближил со скромниот Пере Тошев, во кого наишол на вистински истомисленик по прашањето за ослободување на Македонија. Меѓутоа, повеќето прилепски учители биле со конзервативни идеи. Таквата средина не давала надеж за реализација на идејата. Поради тоа, Даме Груев по завршувањето на учебната година се заменал од Прилеп. Во есента 1893 година во Солун биле поставени основите на македонската револуционерна организација. Пере Тошев, иако не учествувал на основачкиот состанок, сепак тој се вброил во основачите на Битолскиот револуционерен округ, каде што бил назначен за првиот претседател. И знам дека баба ми ги кажуваше зборовите дека земал 100 турски лири плата, сите ги давал за организацијата. Одел без чевли, со кожинки, баба ми му плетеле од волна чорапи, дебели, до над колена, изврзани со ортомчина, и така одел и во зимно време. Значи, сите пари ги давал за организацијата. И тоа е кога онај полет револуционерен кај младите, нели, кога планираа како треба да се води борбата, почнуваат од ништо, нели, тоа е една мал кружок, главно од млади луѓе, од ученици и од неколку наставници, и тие во своите така размислување долгорочни плани како може ефикасно против една огромна империја, каква што беше Османлиската империја, може да се води успешна борба. И тие се понесуваат на чувство дека најефикасно средство е бомбите. Доволно да се наоружаат со бомби и да фрлаат по улиците и да нападнат на касарните и дека ќе свршат работата. Имаше до таа степен военни искажувања има во тоа идеализирање, наречеме, меѓутоа тоа израз на едно и на херојство кое што треба да се покаже, дека треба да се употреба дури, да речеме, отрови, не само бомби. А за динамитот беше нешто фетиш, дека динамитот и бомбите се тие кои се најефикасни средства. Со малку сили дека ќе може да се стресе, како викаме, Османлиската империја и да се сврти вниманието на Македонија и македонското прашање пред секој големите сили. При разговорот со Груев, Пере Тошев го отворил прашањето за методите на борбата, преку кои ќе се реализира целта на организацијата – ослободувањето на Македонија. Пере, како индивидуалист и анархист, во прво време не верувал во идејата за масовно народно востание. Тој им оддавал предност на анархистичките акции со бомби и динамит, поради што инсистирал да се испратат луѓе во Европа, за да се запознаат со бомбанджилакот. Во 1895 година ќе има едно востание во летото, така нареченото Мелничко востание, кога чети на Врховниот македонски комитет ќе навлезат од Бугарија. Многумина од тие четници, тие учесници во тие чети имале племенита мисла за да се борат за слободата на
својата родна Македонија, меѓутоа зад тоа стоело нешто друго, имено бугарската влада сакала оваа активност на македонската емиграција да искористи за своји цели во насока да дојде до меѓународно признавање на кнезот Фердинанд, кој иако бил бугарски кнез, меѓународно не бил се уште признат. Кога Пере Тошев ќе слушне дека четите се навлезени, тој знаел дека во Битолскиот регион каде што делувал едноставно немало доволно оружје. Меѓутоа со неколкумина други се дошле до една мисла во ист ден да бидат убиени, да ги ликвидираат, поточно да кажам, Скопскиот Валија, Битолскиот Валија и Солунскиот Валија. Дури била влечена и жребка кого треба да ликвидира. Сите тие идеи се нешто неостварливо и незамистливо во тоа време, меѓутоа самиот факт, овие утопистички идеи што постојат помеѓу нив, доволно зборува колку овие луѓе биле обседнати со идејата за брзо ослободување на Македонија и извојување на автономија во рамките на османската држава. И можеби од денешен аспект ова изгледа смешно или премногу храбро, меѓутоа сите револуционери или револуционерни здруженија во еден дел од својот развој минувале низ такви фази или барем некои нивни личности. Да ако направиме една споредба со здруженијето кое што ќе поведе грчката борба за независност, Филик Етерија, исто тие во еден момент од својот развој решиле да го пренесат седиштето на организацијата од Одеса во Цариград. Тоа беше тоа и идеализмот во раната фаза, кога се уште не беше изградена доволно стратегијата како ќе се организира народот, како ќе се води, како ќе се дојде до масовно организирање на народот, вооружување на народот, еден сенароден револуционерен подвиг што требаше да се изведе. Во тоа е суштината, така да тоа не е специфика ниту во карактерот на Пере Тошев, туку една фаза, да речеме, во неговите ранна фаза размислување. Целиот период на револуционерното действување тој е строго посветен и принципиелен, дека мора да функционира организацијата, особено во Битолскиот револуционерен округ, кој што тој го создаде, практично и прв го беше председател на окружниот револуционерен комитет, и каде што дури тој во почетната фаза строго ги селектира луѓето кои што ги посветуваше. Мора да бидат тие, и тоа, како да речем, оние луѓе со авторитет, како се вика, видни луѓе, така да бидат. Меѓутоа и кои ќе бидат цврсти, тоа све посветени делото, кои што при најмала криза не би одстапили од она што или не би го компрометирале делото. И така ти ги воспитуваше учениците, од ним ги регрутуваше младите револуционери и така создаде една најмоćна организацијата беше во Битолскиот револуционерен округ, токму во времето кога раководеше со неа од 1894 до 1898 година. Пере Тошев како председател на Битолскиот окружен комитет учествувал на првиот конгрес на МРО, кој се одржал за време на Великденската ваканција 1896 година во Солун. Овој конгрес извршил значајни промени во идеолошката платформа на МРО. Согласно одлуките на конгресот, организацијата била преименувана во Тајна Македоно-Одринска револуционерна организација, ТМОРО. Истовремено била донесена одлука да се изработи нов устав и правилник и да се отвори задгранично представништво во Софија. На конгресот биле разгледани повеќе прашања, како што биле односот кон надворешните пропаганди, кон ВМК, односот кон проекзархиската групација во Солун. Во врска со последното прашање, Пере Тошев, кој бил задолжен за контакт со споменатава групација, пред конгресот реферирал дека преговорите завршиле безуспешно. Освен тоа, интересен е и ставот на Пере Тошев уште во овој ран период од функционирањето на организацијата во смисла за воведување на децентрализација, бидејќи оваа организација функционира врз строго конспиративни и централистички начела,
А еве, Пере Тошев уште во овој ран период бара таква децентрализација, тоа најубаво се гледа преку неговото барање секој окружен комитет да има одделен печат од Централниот комитет. Да постои еден систем не на строга надреденост, како се велеше тога еден другарски однос или демократизирањето на односите, да не биде само наредбодавно да функционира организацијата, и затоа тој уште по доаѓањето во Централниот комитет во Солун, нели рековме 98 тој доаѓа, 99 веќе тој во Централниот комитет, како веќе докажан веќе револуционер и тоа водечки, кој создаде силна база на организацијата, и кога се постави прашањето дали за кореспонденцијата, инаку би тогаш комитетите, окружните комитети се комуницира со централни, и кога се нареди треба да биде сето тоа централизирано, односно сите акти да се со печат на Централниот комитет, тој Пере Тошев рече не, така не може. Мора да имаат поголеми компетенции овие окружните комитети, тие носат целата купна одговорност, тие ги знаат состојбите на теренот, тие има и одговорност, затоа и треба да има поголем авторитет. Авторитет кога нивните документи ќе бидат подпишани со нивни печати, односно секој окружен револуционер комитет има свој печат со кој што се посведочува нечија автентичноста или вердостојноста на документот. По завршувањето на Конгресот, Пере Тошев како председател на Битолскиот окружен комитет доследно се залагал за промовирање и примена на конгресните решенија на теренот. При тоа преземал чести обиколки на територијата на целиот округ. Пере Тошев на чело на Битолскиот окружен комитет останал до летото 1898 година. Тогаш, поради интернирањето на Даме Груев, Пере бил кооптиран за член во Централниот комитет на ТМОРА. Вклучувањето на Пере Тошев во Централниот комитет представува нова етапа од неговата револуционерна активност. Во таа смисла тој учествува во носењето на сите клучни одлуки од страна на Централниот комитет во еден турбулентен период кога веќе организацијата го надминала првиот конспиративен карактер и време кога таа веќе започнала да ги зацртува контурите и да ја гради својата вооружена сила преку Четничкиот институт. Заради забрзаната динамика на теренот и се брзото вооружување на населението, со тек на време се случувале и разни грешки, кои што се последица понекогаш на невнимание, друг пат на пропусти, или пак заради будноста на власта, и ете во една таква констелација во 1901 година, во јануари месец, избувнала Солунската провала, која што има огромни последици за севкупниот развој на македонското револуционерно движење. Поводот за оваа провала го дале непримерното однесување на неколку млади активисти на организацијата, кои што во една порелаксирана атмосфера, во една грчка таверна, расправајки за состојбите во организацијата, зборувале на повисок тон, притоа мафтајки со некои документи. Гостилничарот го забележал нивното однесување и брзо пријавил на власта, и кога дошла да ги приведе, тие се обиделе да побегнат и при нивното бегство низ градот и намерата да се сокријат, тие се фатени и оттука всушност започнува еден расплет кој што има огромни димензии. За време на истрагата, власта применила се возможни истражни дејствија, вклучувајќи подкупи, репресија, и сето тоа се прави за да се дојде до некакви признанија. Во екот на таквата истрага, покрај другото, власта дошла и до имињата на членовите на Централниот комитет, вклучително и името на Пере Тошев. Од она што постои во судските документи и од протоколите и записниците за време на судскиот процес, кој што подоцна е изведен во врска со оваа провала, факт е дека Пере Тошев е вклучен во многу работи и имал една од клучните улоги во Централниот комитет. Покрај другото, за време на истрагата, кај еден од учениците е пронајден записник и еден шифриран извештај во кој што се зборува за ископаниот тунел под Отоманската банка во Истанбул. Пронајдени се документи и докази во кои се зборува дека Пере Тошев всушност го подготвувал за литографирање правилникот за четите на Македонската револуционерна организација, кој претходно бил изработен од Гоце Делчев и Ѓорđe Петров и бил испратен при Централниот комитет за одобрување, а потоа да се литографира и да се прошири на целата територија помеѓу активистите на организацијата. Во врска со оваа провала настрадале не само Солун и неговата поблиска околина, туку целиот Солунски округ, растурена е мрежата на организацијата, се до Гевгелиско, до Струмичко, до Ениче Вардарско, а тоа кажува колку било масовно македонското револуционерно движење во овој период.
Согласно Османлискиот кривичен законник, односно членовите 56 и 58 од нивниот законник, тој и другите од Централниот комитет се обвинети заради дела сторени против целоста и интегритетот на Османлиската држава, а за тоа се казнувало со смртна казна или во најблага форма доживотен затвор во окови. Како последица на тоа, Пере Тошев е осуден на 101 година затвор, и тоа затвор во окови во прогон, што подразбира дека подоцна треба да бидат испратени и спроведени во Мала Азија. Но најзначајното во обвинителниот акт, дека тие им се суди затоа што создале организација и се бореле за создавање македонска држава. Токму така, во некои, да речеме, формулации има дека создале организација за да предизвикаат револуција, во други дека восстание, меѓутоа главното обвинување дека тие сакале, значи, да го рушат системот на Османлиска држава и дека крајната цел да се создаде македонска држава. Во јуни 1901 година, Пере Тошев, Христо Матов, Христо Татарчев, Иван Хаджи Николов, со уште 35 македонски затвореници, од Брод биле транспортирани за подрум Кале во Мала Азија. Низ овој затвор поминале многу македонски патриоти. Многумина од нив таму ги оставиле своите коски за секогаш. Пере Тошев и неговите другари во подрум Кале ги затекнале Петар Попарсов, Мише Развигоров и други македонски затвореници, осудени во врска со виничката провала. Во јуни 1902 година, кон оваа група се придружил и Даме Груев, кој бил осуден во врска со Попставревата провала. На тој начин, во текот на 1902 година, на едно место во срцето на Азија, практично се нашто најголем дел од основачите на Македонската револуционерна организација. Инаку може се спомним, по тоа прашање се расправаше и на заточение, веќе речи сите членови на Централниот комитет беа таму. И тука имаше веќе поделба, резка поделба, концепцијски или вака гледање на работите, меѓу не други. Пере дури не сакаше да работи заедно со Матов и Татарчев, кога заедно се врати од заточение, крајот на август, почеток на септември. И тој остана доследен приврзаник дека треба организација да се децентрализира, да биде авторитет на личности, не на едно тело какво што беше само Централниот комитет, односно на председателот на Централниот комитет. Кога султанот Абдул Хамид II, по повод 25 годишнината од своето владење, прогласил амнестија за 36 македонски затвореници. Меѓу амнестираните бил и Пере Тошев. Кон крајот на 1902 и почетокот на 1903 година, по иницијатива на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација, задграничното представништво организирало неколку дневни советувања по прашањето за восстанието во Македонија со неколкумина деци кои се затекнале во Софија. Пере Тошев ги игнорирал овие така наречени софиски советувања со образложение дека е што туку вратен од затвор и не ја познаа добро ситуацијата во Македонија. Меѓутоа, во писмото кое му го пишува на Никола Малешевски, тој овие советувања ги окарактеризира како комедија на која е добро да се види крајот. Независно од тоа, по донесената одлука, Пере Тошев известно време од Софија работи на екипирање, вооружување и испраќање на чети во Македонија. По Смилевскиот конгрес и по донесената одлука за востание се враќа во Битолско. Иако не учествува во работата на Смилевскиот конгрес, сепак за него е зачувано место во главниот штаб. Кон крајот на мај 1903 година, Пере Тошев остварува средба со Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев, членовите на главниот востанички штаб. На овој состанок за прв пат се отвара прашањето за денот на востанието и за карактерот на вооружените действија. На истиот состанок Борис Сарафов ја промовира идејата за напад на градот Битола со 500 до 600 луѓе. И интересно е тоа што, иако останатите присутни биле против оваа акција, Пере Тошев ја одобрувал под услов да се обезбедат минимум 500 килограми динамит. Мора да се каже дека Пере Тошев, уште пред да се донесе одлуката за востание, тој го знаел тоа приближно, кога се враќа од заточение во Македонија, а тоа е некаде во почетокот на септември. Тој од тука мораше да замине. Властите не дозволуваа да остане во Солун, како истакната личност од водечките личности. Мораше да оди прво во Битола, па во Прилеп. Одејќи таму, тој се запозна со состојбата во Македонија. Тука тој се соочил со големата неподготвеност на населението, во комплетна смисла, не само во недовооружувањето, туку и организацијска неподготвеност за едно такво дело какво што е масовно востание.
И кога тој се разбира после е повикан од Прилеп да оди во Софија, односно во Бугарија, практично тој е повикан од Ѓорче Петров и од Гоце Делчев. Кога се работи за таа дискусија, дали ќе се прифати или не одлуката на Конгресот за востание, тој учествува во расправата во времето на тие советувања по одлуката за востанието. Меѓутоа, како што е познато, мнозинството се определило дека за донесената одлука народот не е подготвен, би имало големи жртви, а резултатот би бил неизвесен од едно такво масовно востание. Како и Гоце заедно со другите, и Пере Тошев бил категорично против едно такво востание. Пере Тошев прво на еден културен демократски начин настојуваше да им каже, да ги убеди да се одложи денот на востанието, додека не се завршат потребните подготовки и додека не се добие ветеното оружје. Меѓутоа, кога не беше прифатено неговото барање за одложување, тој го напушти состанокот и се скара со Даме Груев, па се врати во Прилеп и во Прилепско, за да го чека понатамошниот развој на настаните. По Илинденското востание од 1903 година, МРО западнало во една посериозна криза, која што е и последица на поразот на востанието. Меѓутоа, тоа е и време кога се создале услови да се отвори една поширока дискусија, да се преиспита минатото и да се предвидат нови средства и методи за борбата во иднина. И исто така беше разочаран од состојбите што се случија по востанието и затоа беше така, да речеме, оној жесток поборник да се направи анализа на се она што се случи пред и за време на востанието и да се види зошто тоа се случи така, со сите последици од востанието и како треба да се организира, односно да се раководи организацијата и како да се изведуваат борбените дејства понатаму, за да не се повтори она што се случи со едно такво изнаселено востание. Во таа констелација, Пере Тошев по востанието останал на територијата на Битолскиот вилает и одржувал блиски контакти, разменувал мислења по овие прашања со двајцата авторитети од Битолскиот округ, во случајот со Дамјан Груев и Ѓорче Петров. Во екот на раната пролет, 1904 година, тие дури имале една заедничка дводневна средба во селото Селце, каде што се разговара токму за ова прашање. Меѓутоа, наместо да дојдат до некое заедничко решение и предлог за воиднина, во случајот времето го поминале во меѓусебни расправи, навраќајќи се на минатото, кој бил во право, кој не, кој бил за демократизација, кој за децентрализација, значи всушност не е изграден заеднички став. Независно од тоа што се разидувале во заедничките мислења, фактот што тие настојуваат да зборуваат за овие прашања меѓу себе, доволно зборува за потребата што сите ја чувствувале во себе, дека сепак треба да се бараат нови патишта и дека тие треба да се најдат низ еден диалог во кој што ќе учествуваат најстакнатите представници на движењето од Битолскиот револуционерен округ. И тоа не спомнав јас, дека Пере Тошев строго се придржуваше и ја прифаќаше стратегијата на Гоце Делчев, дека не со масовно востание, туку со исцрпување на османлиската војска, со мобилните сили, со четите, постојано, да се доведе во ситуација османлиската држава, да дојдеме до добивање автономија. Оти се знаеше дека соседите сака да ја поделат, големите сили не сакаа македонска држава и тоа беше единствената стратегија која што можеше да донесе резултат. Иако нема што би било кога би било во историјата, нели така? Меѓутоа важно по востанието кај водечките личности се отвори проблемот како понатаму. И сега имаше жестока поларизација помеѓу Даме Груев, кој беше за строгата централизација, пранешниот систем, примената на исти такт, и Пере Тошев, кој тврдо застана дека мора да се менува, да се реорганизира организацијата, да се демократизира и да ја промени тактиката во новите повостанички услови, дека треба нова стратегија и нова тактика на дејствување. Тука беше главниот конфликт и кога дојде таму да се расправа, значи тие двајцата кои што беа и блиски, и соработници, и така содейственици, тука жестоко се поделија. Во екот на овие дискусии за надминување и разбистрување на многу од прашањата кои биле отворени во таа смисла, е свикан и организиран така наречениот Прилепски подвижен конгрес, бидејќи делегатите подолго време се движеле по прилепските села, затоа уште е и наречен подвижен конгрес. Се разбира, сето тоа е правено од превентивни причини. Тоа е конгрес на кој што всушност сите овие прашања за децентрализација добиле полна афирмација, а нивен главен застапник е Пере Тошев,
кој што подготвил и специјален проект правилник, во кој што до највисоко можно ниво ги спроведува и налага принципите за демократизација и децентрализација. Сепак, иако и Дамјан Груев на овој конгрес не успел да го наметне своето мнение, сепак му било дозволено и тој да подготви еден проект правилник, кој што бил познат како образец 2, а оној што го подготвил Пере Тошев бил познат како образец 1. Па двата проект правилника подоцна се испратени на разгледување во другите окрузи на Македонија и всушност тие треба да послужат како платформа за идниот општ конгрес и како појдовна основа, значи за целосното устројување на организацијата. И на конгресот едните и другите настапија, Пере настапи со една долгорочна програма за действување на организацијата со многу елементи. Не само револуционерна борба, тука економска, социјална и други, на културен план, комплетна една програма и од друга страна изготви посебен правилник за да се отфрли стариот, кај што имаше строга централизација, а донесе правилник каде што ќе се децентрализира власта, односно власта ќе се пренесе на окрузите, веќе окрузите се тие кои што раководат, кои што знаат состојбата на теренот, кои што комуницира народот, кои знае подготвеноста, расположението на народот тука и дека тие треба да имаат, да речеме, решавачка улога во многу работи што од општо значење за организацијата за да може да има успех. И тука беше таа жестока борба меѓу централизацијата строга и строга надреденост и така речем децентрализацијата. Но Пере Тошев не беше да има автономија, да речеме, окрузите, туку да има еден централен комитет, врховно тело, меѓутоа кое што сите одлуки ќе бидат поминат низ окружните, дури се одеше до местните комитети, до најдолу до селските комитети, значи да има изборност. Нема некој сам да се постави, туку мора да го изберат, а за да го изберат треба да се докаже од местните селски комитети, преку околиските комитети, окружните комитети до централниот комитет. И тоа доди на собранија. Значи, таа практично предлагаше еден современ за тогашните услови парламентарен систем, за разлика од овој парламентарен во буквална смисла, бидејќи се подведуваше под изборност и тука немаше да има случајности, немаше да има случајни луѓе кои влегле и кои што можат да нанесат штета на организацијата. Тоа беше суштинската разлика. Тоа се идејна, меѓутоа и стратегиска разлика помеѓу две концепции. Едната старата концепција или како се викаше, така да речеме уште за неја беше квалификована како мистична, која што да се знае едно тело постои и тоа донесе одлуки, сите мора да извршуваат. А сега се бараше свесни борци, свесни раководители, кои што, значи, ќе направат анализи, ќе прават стратегија, ќе видат што може да биде успешно. И затоа имаме случаеви кога дојде директива да се извршуваат безпоговорно. Впрочем и заклетвата таква беше, нели, секој полагаше заклетва дека мора да ги извршува сите одлуки. И затоа ни се случија многу работи што се случија во организацијата, кои што доколку поинаку беше поставено, работите можеби ќе изгледа подруго. Мощно интересно е тоа што Пере Тошев на овој конгрес отворил и серија други прашања, како што е прашањето за задолжително 4-годишно образование, бидејќи се покажало дека населението, особено во селските средини, било поприлично неписмено, а според нивната оценка, екзархијата не вложувала многу напори за едно посистематско описменување на селското население. Освен тоа, Пере Тошев на Прилепскиот подвижен конгрес ја промовирал и идејата за економска борба на населението и за издигање воопшто на културно-просветното и економското ниво на населението. И во тој поглед тој сметал дека земјоделството во тој крај е прилично заостанато. И во таа смисла дури предлагал организацијата специјално да организира луѓе кои што се избираат од областа и да ги испрати по селата со цел да вршат обука на населението и да ги тераат да садат и да одгледуваат култури кои што се подоходовни и кои што се поконкурентни на пазарот, за да може да се подобри нивната материјална положба. Кон крајот на декември 1904 година, Пере Тошев, напуштајќи ја Битола, се приклучил кон четата на Петар Рацев. По тримесечно талкање по македонските планини, колиби и села, при најголеми снегови и студови, во март 1905 година, пристигнал во Софија, за да се вклучи кон подготовките на Општиот конгрес. Во тој период,
Пере Тошев се приближил до групацијата околу Јане Сандански, Петар Попарсов, Ѓорче Петров, кои се залагале за значајни промени во организацијата. И затоа на Рнскиот конгрес најголемиот резултат беше токму тоа. Прво, се донесе нови акти, устав и правилник, што е многу важно, со она што рековме во голема мера демократизацијата представена низ правилникот на Пере Тошев поранешно и сега кој влезе како устав на организацијата што беше прифатен на Конгресот. И она другото најважно е дека се избра Централен комитет кој што влегува најавторитетните личности, меѓу другото и Пере Тошев тука Даме Груев беше повторно за председател. По завршувањето на овој конгрес, факт е дека иако наводно според донесените нови акти на организацијата, нов устав и правилник, кој од тогаш е пременувана во МОРО, Натрешна македоно-одринска револуционерна организација, се покажало дека во услови на една османска власт во Македонија, во услови на илегална организација, прокламираната демократија во уставите и правилниците всушност тешко можело да се примени на дело. Од друга страна пак оние групации кои што се залагале за зачувување на тогашниот принцип во организацијата, всушност иако ги прифатиле донесените устави и правилници, во основа веднаш продолжиле да действуваат по старо, настојувајќи да обезбедат веднаш приврзаници и делегати за следниот конгрес кој што требало да се одржи точно по една година. Меѓутоа, следниот општ конгрес, кој бил планиран за декември 1906 година, поради продлабочување на јазот во организацијата по убиството на Дамјан Груев во 1906 година, воопшто и не се одржал. Се нашла во еден неформален расцеп, а кризата меѓу одделните групации се повеќе се продлабочувала. Во таква констелација, Пере Тошев се приврзал кон дејците од Церскиот и од Струмичкиот револуционерен округ, кон кои клонеле и значаен дел од дејците од Солунскиот округ. Тие биле групирани околу Јане Сандански и Христо Чернопеев, а како политички водач на оваа групација се издигнал Петар Попарсов. Поради припадноста кон оваа групација, Пере Тошев кон крајот на 1907 година бил приведен и притворен од бугарските власти поради убиството на Иван Гарванов и Борис Сарафов, кој било извршено од Тодор Паница, а по налог на Јане Сандански. Најдобра илустрација за положбата на Пере Тошев во бугарскиот затвор представува дописната картичка што ја испратил до Анастас Лозанчев. Во неа пишува: 10 дена ме држеа затворен, ме испрашаа и бев ослободен од иследникот и јавниот обвинител, но градоначалникот ме стави под строг полициски надзор. 3 пати на ден да се јавувам. По 3 дена пак ме затворија и ме оставија да лежам. На 10-тиот ден ноќта, јавниот обвинител го посети затворот и кога ме виде овде, искажа чудење зошто не сум слободен, но вети дека ќе го разгледа моето прашање. На другиот ден бев повикан кај следникот и без никаков распит бев ослободен од јавниот обвинител. По 24 часа пак ме затворија и ми соопштија дека ќе ме интернираат, но да си одберам некој пат покрај Дунав. Откако им побарав да ми отворат границата за Македонија, а не за Дунав, ме ослободија. Во втората половина на 1911 година, Пере Тошев го напуштил Солун поради здравствени причини и заминал во Софија на лекување. При тоа мора да се има предвид дека тоа е време кога балканските монархии, Србија, Грција и Бугарија, веќе го подготвувале патот за балканските војни и за поделбата на османлиското наследство на Балканот, во чиј што центар се наоѓала Македонија. И во една таква ситуација, Пере Тошев во Софија, Бугарија, имал можност да го почувствува подвоениот амбиент и атмосферата која што се градела за сметка на Македонија. Всушност, тоа морално го поразува, бидејќи почувствувал дека наеднаш во еден миг можат да бидат загрозени и поразени сите идеали, не само загрозени, може да бидат поразени сите идеали на многу македонци, дејци, кои што дотогаш биле негови соборци, кои што дотогаш ги положиле своите животи за Македонија. Во една таква ситуација, откако веќе разбрал за постоењето на еден таков договор за поделба на Македонија, Пере Тошев се обидел дури да протестира пред бугарскиот парламент, меѓутоа насилно бил отстранет од таму и револтиран од сета состојба, донел одлука да замине и во пресрет на она што предстои да се најде во родната Македонија. Иако истоштен и со нарушено здравје, Пере Тошев во тоа време гледа што ќе се случи со татковината и тој решава да се врати во Македонија и таму, ако треба животот да го загуби, таму да загине.
И со таа мисла тој тргнува. Уште не е докажано кој и како го извршил предавството. Меѓутоа, по се изгледа, османлиските власти преку турскиот комесаријат во Софија го следеле неговото движење и ги следеле неговите намери и ги дознале навреме. Па кога Пере Тошев се обидел да го визира сопствениот пасош во комесаријатот во Софија, всушност неговиот пасош бил обележан со нагорување цигара на задната страна на корицата, а со тоа практично бил даден и сигналот за тоа која е личноста која треба да се следи понатаму, откако ќе влезе на територијата на Македонија и која што треба да биде ликвидирана. Откако го добил пасошот враце, дел од неговите пријатели, кои го забележале таквото одбележување на пасошот, му сугерирале да не оди во Македонија, меѓутоа тој инсистирал на тоа по цена, како што рекол самиот, дури да го загуби сопствениот живот. На предупредувањето на пријателите, Тошев возвратил: "За мене нема поголема среќа од тоа да си ги оставам коските во родната земја." Пере од Софија тргнал со воз и преку Пирот, Ниш, Скопје, Велес на 4 мај 1912 година стасал на станицата во Грацко. На станицата во Грацко го изнаемил кираџијата Иван Тевов од село Мрзен за да му го носи куферот со личните работи. Попладне, двајцата тргнале кон село Фариш на семејниот имот на Тошеви. На излезот од Дреновската клисура, Пере и неговиот сопатник биле пресретнати со истрели од заседа. Откако се убиени, нивните тела во непосредна близина на воденицата покрај една мала рекичка се заробени во песокот, а дури по известно време е дозволено на неговото семејство и неговите блиски од Прилеп да дојдат и да го приберат неговото тело, да го однесат, да го погребат на еден достоинствен начин. Во меѓувреме била импровизирана и некаква истрага, односно е доведена известна комисија која што требала да спроведе истрага, меѓутоа таа всушност настојувала да ја заташка работата, па нејзините резултати се сведувале на тоа дека наводно убиството е извршено можеби од некои локални турци од блиските околни села. Зетот на Пере Тошев, значи Ицко, зетот од сестрата, на мојата прабаба Злата, неговата сестра, отишле од Прилеп да го земат таму и 2 недели не биле вратени. Дома страхувале да не се и тие отепани од турците. Меѓутоа, кога си дошле по 2 недели, кажале дека не смееле одма да се врата, дека сликата била страшна од убиството на Пере Тошев, дека немале во што да го погребаат, селаните во Фариш многу му излегле во пресрет и во железни канти, како што биле исечени, така ги собрале и ги закопале во Фариш. Значи се до
1994 година, кога локалната самоуправа овде одлучи во договор со тамошните жители и ние со мојот сопруг се подпишавме за да биде донесен и закопан во саркофаг овде во црквата Свето Благовештение. Пере Тошев многу сакал да ја види слободна Македонија, меѓутоа, не дочекал да ја види слободна Македонија. Животот му бил многу тежок, завршил на многу тежок начин, доаѓајќи си овде да се лекува. Читајќи ја беседата за Пере Тошев, која напишал неговиот другар Ѓорче Петров, највеќе впечаток ми остави една негова мисла. Беше една од најкрупните фигури во бурната револуционерна епоха. Роб на природната срамежливост, тој не сакаше на широко да се зборува за неговата личност додека тој беше жив. Оваа негова желба остана како завет кај неговите другари и по неговиот трагичен крај. Пере Тошев беше од оние македонски револуционери кои работеа, кои действуваа, кои беа строго посветени, кои беа упорни во она што го прават, но не се експонира. Пере е исклучителна личност и некаде тој во современиците и некои други, да речеме за него, дека беше совестна организација, во аскетски посветен и до крајна мерка чесен, дури, како се вика, упорен во она што треба постигне и затоа така дојде таков успех на Рилскиот конгрес. Сите тие особини го одликува од другите. Со тоа, всушност, е остранета уште една личност која што одиграла значајна улога во македонското револуционерно движење, човек столб на организацијата, иако бил ненаметлив, а иронијата како да посакала тоа да се случи на 4. мај, денот кога што загинал и Гоце Делчев. Sama dušo